Zdravo другари, добродојавте назад на мојот YouTube канал. Нов ден, ново видео. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да направам ретроспектива на годината што полека но сигурно ја испраќаме. За некого можеби најдобра, за некого можеби најлоша, за мене многу поучна година. Лошото е можеби тоа што немам концепт за денешното видео, иако можеби би требало да го имам. Меѓутоа ќе се потрудам да зборувам хронолошки. Сигурен сум дека нешто ќе заборавам, но искрено се надевам дека сите вие кои ме следите подолг временски период, особено на Инстаграм, во текст сте со сите случувања. Јас за денешното видео ќе го користам и Инстаграм, односно ќе чепкам низ архивата за според сторињата што сум ги ставал да се подсетувам што всушност се случило. Намерно чекав да започне ова трета третина од влогмасот, ситно броиме до крајот. Веќе кажав, полека сигурно испраќаме оваа чудна 2020 година. Како и минатата година, така и оваа одлучив да направам ретроспектива во вид на видео. И со вас да ја споделам и некако да ми остане во архивата и за некои 2, 3, 5 години да можам да го пуштам ова видео и да знам како тогаш сум се чувствувал и што тогаш детално си има случувано. Овие видеа се многу чудни, меѓутоа и многу корисни, ако гледаме на долга стаза. Не ми треба ниту Инстаграм, ниту било каков подсетник за да го стартувам видеото, ти како вчера да беше, се сеќавам на почетокот на мојата 2020 година. Имено, на 1 јануари почина баба ми, мајката на мајка ми. Во оној момент кога луѓето си ја честитаа новата година, си посакуваа само убавини, мене ми изразуваа сочувство. Екстремно непријатна ситуација во екстремно непогоден момент, баш онака непријатна. На целава мака, токму тогаш беше во снимањето на вториот круг од Звездите на Гранд. И јас, ако не се лажам, на 9 јануари требаше да ја снимам, односно ја снимав мојата емисија од вториот круг, кога всушност го имав и најлошиот настап во ова шоу. Ги пеев громови на душа од Тоше и Кремен од Дина Мерлин. Не бе во можност да вежбам, просто веќе напомена, владееше една непријатна тишина, немав просто ни желба да уклучам озвучување, да пеам, да пуштам гласна музика. Не затоа што јас се водам по тоа кога некој ќе почне треба да исклучиш музика, телевизија и така натаму или да носиш црно, напротив, јас просто музиката ја слушам и кога некој ќе почне и кога некој е жив, секогаш ми буди разни емоции, не се водам според тоа, меѓутоа просто немаше желба у мене, не знам како тоа да го објаснам. Не бев способен да пеам и да вежбам. За ситуацијата да биде уште поекстремна, се соочив со дополнителни предизвици и нервози. Имено, татко ми требаше да ме вози во Белград на тоа снимање. Требаше да тргнеме на 8 јануари, затоа што емисијата ми се снимаше на 9. Се договаравме, се спремавме, се беше како што треба. За на 8 јануари, ден пред тоа снимање, татко ми да заврши во болница. Седнав на доручек со колешка ми, која тогаш ми беше во бекстејдж. У тој момент ми се јави мајка ми и ми кажа дека татко ми го оставиле 8 септември. Ја бев избезумен, не знаев кај удирам. Тркнав до канцеларијата на мајка ми, отидов дома, земав торби, му однесов што му е потребно у болници и така натаму и така натаму. И тука скоро па и донесов одлука да не одам на тоа снимање у Белград, затоа што прво немам со што да одам, второ се чувствувам, просто до се ми беше освен до пење, не знам како да ви го објаснам тоа. Меѓутоа тука пресред ми излезе директорот во фирмата во која што работам и јас успеав некако да стигнам до Белград на тоа снимање, таков каков што сум, ментално никаков. Мислам дека тогаш и влогував, да, сигурен сум дека влогував и во тој влог ви го раскажав истото ова, ако не се лажам. Меѓутоа, овде у ова видео ги сумирам сите импресии, па просто нужно е некако да го споделам и ова. Го поминав ја тој втор круг од Звездите на Гранд, иако тоа не го сметав за личен успех. Поминав со 3 гласа во бараж, се осеќав онака баш лошо. Не бев задоволен со сопствениот настап, се и да испаднев, ако бев задоволен ќе се чувствував подобро. Ја тоа поминување и испаѓање не го сваќам толку лично, затоа што просто надпревари упрашање и мора некогаш да се случи тоа, меѓутоа најбитно од све е само од себе да си задоволен. Ја во тој момент не бев задоволен. Помина тоа снимање се вратив ја у Куманово, не знам што се случуваше тој период, буквално бев изгубен 100%. И сега со вас би требало да споделам неколку работи кои се клучни за месец јануари и месец февруари до некаде, затоа што јас тогаш се заљубив. Си дозволив да се заљубам и тоа ни помалку ни повеќе виртуелно. Верували или не, на мој 24 години тогаш јас се заљубив преку Инстаграм. Хит. Нема да навлегувам во целата таа ситуација затоа што не милувам таквите работи да ги сервирам на
нацна кога се социјални мрежи прашање. Ми беше интересно и убаво, може би 20 на дена. Одоцна све прерасна у малтретирање и измачување затоа што километрите си го прават своето. Кратко траеше, меѓутоа многу болеше. Како и да е, се собрав ја некако и сега морам да уклучам Инстаграм за да чепна малце низ архивата, да видам што се случувало во текот на месец февруари и март. Многу е битно да напоменам дека кон крајот на месец февруари се случи тој трети или четврт менторски час, на кој што заедно со Елена тогаш ги биравме песните за третиот круг од Звездите на Грант, кој што за жал се одложи, односно откажа поради ситуацијата која не снајде со короната. Добро, ја тука бев у Нови Сад, правев циркус и бев кај Анџела Келеман. Океј, се вратив у Македонија, нешто кратко тргнав у теретана, гледам некои сториња сум ставал дека сум вежбал, бла бла бла, сум се хранил здраво, све тоа супер. Океј, тука се уште работат клубовите, кафиќите, еве, гледам на 29 февруари со Мартинијан и Ивона сме биле у 2+, тој локал веќе не ни постои. Колку бргу се менуваат работите, тоа е нереално. Во март месец генерално не се случува ништо интересно. На 27 март сум објавил видео живот во карантин и тогаш предпоставувам дека прв пат не ставија у карантин, односно ни воведоа полициски час, нешто така. Значи ова е све период карантин и буквално не се дешава ништо интересно. Многу често поради тоа што Ивона живее во куќа, преку ден седевме кај неј у двор затоа што беше убаво време, мај месец. 5 минути пред да почне полициски час, онака трчавме на кај дома за да стигнеме на време. Ова заслужува внимание. На 22 мај се тетовирав. Ова тетоважа и палмата на долу на ногата. Тоа го имате во еден од влоговите. Мислам дека се вика се тетовирав, така што можете да си го дзиднете ако ви интересира. Заборавив да му посветам внимание на првиот онлайн концерт што се случи во градот Куманово во организација на Фондација за култура и спорт во која што и јас работам, и концертот на кој што исто така пеев. Тоа се случи на 3 мај, ако не се лажам. Директно се пренесуваше на една локална телевизија овде во Куманово, така што тоа беше едно интересно искуство и нешто ново за сите нас. Еве сега гледам дека сум ставил стори на 26 мај како пијам некакво пиво и правам живели со телевизор на кој што министерот за внатрешни работи соопштува дека се укинува полицискиот час, и веќе на 27 у 8:30 навечер сум ставил стори Freedom. Доаѓаме до еден од најбитните моменти за мене во 2020 година. А тоа е 1 јули, денот кога одлучив да ги оставам цигарите, односно денот кога ги оставив цигарите. Го снимам ова веќе скоро па 6 месеци подоцна. Се уште немам запалена цигара, меѓутоа мора да напоменам дека на 31 декември, ако не се лажам, одбележувам точно 6 месеци како веќе не пушам. Генерално овој процес беше навистина голем предизвик за мене, затоа што јас претходно 11 години бев страстен пушач, бев скептичен во однос на одлуката, просто не верував во себе и не знаев дека можам да бидам толку истраен. Меѓутоа, благодарение на книгата од Ален Кар и благодарение на Вучевиќ, која следам долги години наназад, успеав некако да пред се да донесам одлука и да бидам истраен во истата. Горд сум на себе што просто успеав. Доколку се прашувате дали некогаш имам потреба да запалам, да, што е сосема нормално, барем мислам дека е нормално, особено кога пијам алкохол. Имам потреба така да држам нешто у рака да чури, меѓутоа тогаш најчесто се користам со пура, затоа што пура не се вовлекува и просто немам проблем со никотинот. Од цигара се плашам затоа што свесен сум дека ако сега запалам цигара, ќе пушам до крајот на животот, оти свесен сум ништо поминав. Првиот месец од како ги оставив цигарите, сега ми е веќе као окей, навика. Најбитно е да донесеш одлука и ја секогаш велам, кога ја успеав, секој може. Буквално секој, затоа што ја бев страстен пушач кој пушеше по 3 кутии цигари на ден. Тоа се 60 цигари у најмала рака. Тоа е застрашувачки за човек на 24 години тогаш, сега имам 25, али ги наполнив како не пушач. И горд сум на таа одлука, донесена на 1 јули 2020 година, уек на пандемија, уек на седење дома. Ја не знаев што ќе правам со себе и на крај денот одлучив да не пушам. Каква храброст. Освен авантурата со цигарите, во текот на месец јули не се случуваше буквално ништо интересно. Тек на крајот, на 31 јули, одлучив да тркнам до Охрид. Мартин Гајдов беше дојден у Охрид, па отидов кај него на некои 4 или 5 дена, не знам. Таму беа и Марко и Дарко, ви влогував, си поминавме супер, без разлика на тоа што не успеавме да го преболиме откажувањето на Охрид Calling. Се вратив ја од Охрид. На 8 август е роден ден на Ивона, па знам дека излеговме у една дискотека и тоа беше, ако не се лажам, и последното
моje излегување во 2020 година, затоа што многу брзо после тоа се затвори, ако не се лажам. Не, конкретно месец август имаше еден фестивал во Куманово, на отворено, меѓутоа сепак беше еден вид на излегување, така што ете, си поминавме супер. На 30 август конечно дојдоа сестра ми зет ми од Германија. Тие беа тука недела дена, ако не се лажам. Баш онака кратко уек на пандемија и немавме нешто многу можност да излегуваме, да се дружиме буквално по дома, онака да се видиме ко луѓе. Притоа тие многу се пазеа поради тоа што неопходен им беше негативен PCR тест за влез назад у Германија и тогаш мислам дека ви влогував, бевме на матка, веславме, циркуси живи. Океј, овде гледам дека сум се тестирал на 11 септември, веќе на 13 сум патувал на тоа снимање на трета емисија од Звездите на Гранч, што требаше да се снима у март, меѓутоа се откажа, па еден период емисиите се снима само со луѓе од Србија, па нас од Македонија не стутка у 2-3 емисии. Тука бев у дуел со Мими и овде сега буквално ништо не се случува. Се враќам од Белград и пак сите сме у некаков карантин, пак сите сме у некаква изолација, луѓе масовно почнуваат да се разболуваат, бла 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 бла. На 16 октомври со Стефонатор сме снимале 90 секунди во не јас. Се наврата малку наназад затоа што се ми текна дека заборавив да споделам со вас, а не сум го објавил тоа на Инстаграм, ниту имало потреба, дека во конкретно на месец август, кога дое сестра ми, и почетокот на месец септември со моите одлучивме да реновираме. Не цели 4 месеци бевме во апсолутен хаос. Јас таа ситуација многу често ја користев како оправдување затоа што не бев активен на YouTube и генерално стварно немав услови да се снимам затоа што постојано нешто се бушеше, се рушеше, галама, мајстори, така што процесот на реновирање почна уште во август, меѓутоа заврши пред... Па се уште не е све завршено, али најголемите проблеми се завршија конкретно месец ноември, така што ете. Океј, на 26 октомври се случи уште една многу битна работа за мене. Прв пат во животот се нафатив сам да тргнам за Белград и тоа да се возам сам, не со автобус, туку со кола сам. Се снимаше четвртиот круг од Звездите на Грант, поминав со сите 6 гласови, емисијата каја гледате, ако не се лажам, на 23 јануари и тоа е пред последната емисија од четвртиот круг, а веќе на 24 јануари би требале да го гледате влогот од Белград, затоа што не смеам да го објавам пред да излезе емисијата. Океј, доаѓа 30 октомври, полнам 25 години, сите сториња овде гледам дека се поврзани со роденденот, односно како луѓе ми честитаат роден ден, па сум споделувал. Океј, според сторињата забележувам дека во текот на месец ноември не се случувало ништо интересно, со тоа што си реков се ближи крајот на годината, преживеавме, вирусот кој е актуелен не подмина, меѓутоа дојде 18 ноември, татко ми излезе позитивен на COVID, на 23 ноември тоа го споделив со вас на Инстаграм, неколку дена подоцна се тестирав и ја излегов позитивен и ја во тој момент, драги мои, одлучив да го стартувам овој влогмас, затоа што имав две опции. Едната од тие опции беше да останам у кревет и да кукам како не сум добар, како сум инфициран, како не смеам да излезам од дома, како ментално не сум никако добар, што до некаде беше ситуација, меѓутоа имав уште една опција. Таа опција, океј, Марио, 2 недели си у изолација, претходно бев уште неколку дена, 2 недели си у изолација, искористи го ова време за себе, затоа што у ова лудо време кога се некако се случува 200 на сат, привилегија е да имаш 2 недели за себе. Ајде искористи го оваа слободно време и направи нешто. Јас сум у изолација до 3 декември, меѓутоа до тој 3 декември ја можам да изнаснимам 20 видеа, например. Тоа не се случи, меѓутоа изнаснимав 7, 8, 10, не знам. И ја така си снимав, си монтирав, времето помина, не ни почувствував дека сум во изолација, имав осцилации, имав кризни моменти, затоа што просто имав потреба од воздух, имав потреба да излезам, имав потреба да видам луѓе, но како и да ја буквално апсолутно и максимално се посветив на таа работа за влогмасот и сите оние статични видеа кои вие до сега ги гледавте, беа изнаснимани во тој период додека ја бев во изолација. Сега доаѓаме до нов проблем затоа што веќе немам изнаснимани видеа на лагер и све што од денес ке гледате, почнувајќи од ова видео па до крајот на месец декември, до 31 декември е некако во реал тајм. Влоговите беа во реал тајм и постојат и неколку статични видеа кои би ги снимав во реал тајм, меѓутоа повеќето беа веќе изнаснимени. Но ете, секој зошто има свое зато. Не за џабе постои таа изрека. И од
тука па натаму све се видеа, све е влогмас, буквално немам време за социализација надвор од влогмасот и се што ми се случува во текот на денот пробувам да го адаптирам за да може да се снима, да не правам работи кои не се пред камера, затоа што буквално не можам да си го дозволам тој луксус, морам све да ви снимам за просто да постигнам да не пропуштам ниту еден ден. Сакам конкретно ова видео да ги сумирам впечатоците во однос на изминатата година, односно 2020. Многумина од вас ќе кажат дека 2020 година им е најлошата година во животот. Земајќи ги предвид работите кои ми се случи, ја можам да го потврдам тоа, меѓутоа јас живеам според секој зошто има своје затоа. Па длабоко во себе верувам дека све она што ми се случи во текот на оваа година ќе ми служи во иднина. Најбитно од се е да извадиме жива глава. Жив сум, здрав сум и треба сум благодарен. Треба да бидеме благодарни затоа што успеавме да ја преживееме ова година, каква привилегија. И она најлошото што ни се има случено може да ни служи. Нема да кажам дека 2020 е најлошата година во мојот живот затоа што ме научи на многу работи и треба да ја бидам благодарен. Од друга страна, искрено се надевам дека се чувате, дека сте добри, дека сте живи и здрави и дека во најскоро можно време ќе заврши ова лудило кое владее со светот, да се вратиме у таа нормала, иако ја не знам каква нормала бараме, затоа што ние генерално никош нормални не сме биле. Се дружиме до 31 декември, се надевам дека уживате во мојот влогмас, доколку тоа е така, напишете ми го у коментар, дајте ми дознање, мотивирајте ме, предложувајте ми идеи за видеа, претплатете се на мојот YouTube канал за во 2021 да влеземе 20.000 на број. Како и да е, не би сакал да должам затоа што верувам дека видеото само по себе ќе трае доволно долго. Искрено се надевам дека го задржа вашето внимание до крај. Апелирам во коментари да ми пишувате што на вас убаво ви се има случено годинава, што помалку убаво, што извлековте од оваа година, што ве научи, на што ве научи. Така што ете, споделувајте со мене за просто да имаме некаква интеракција. А ние се гледаме веќе утре во исто време на исто место. Чао!